не е повеќе во опасност благодарение на локалните пожарникари од Гевгелија, локалното население, но и хеликоптер од армијата кој што помогна, гори во горниот дел. За жал овде е зафатена и малку борова шума. Кога изби пожарот? Не знам, јас 4 сата го приметих кога си идах по аутопотот и право трчак долу. Збори малку погласо од маската, извади маската. Околу 4 сата се враќав од работа по аутопотот, велес бев службен. И право го ставив службеното возило, значи претходно гореше. Колку близко дојде до куќите? О, брзо. Брзо. Нема тука за 10 минути од таму до тука ише. Се е суло. Помогна ли хеликоптерот? Хеликоптерот помогна и ните со скипот. Ако не беше оваа траса, он да ја направи и таму да прави линија со скипот. Скип е булдожер. Да. Тоа Илија снимај го ова. Ако не беше овој да пресече, пожарната дојде тука цело време поливаше, гасеше тука на овој дел. Але ова ако фатеше ова древо, Значи, мојата куќа. локалните пожарникари Прво претрчавме тука и тие куќата позади уредите. На колку метро од неа дојде огнот? Еве колку е. Таму долу 15 метра. Таму е на 10 метра. Тоа овој под куртуливте правите вакви пресеки околу куќите и ова ќе гори цело лето. Стално зборуваме за тоа, ама 2000 година го правевме преку местната заедница. Оставија сега 2000-те, сега сме 24-та, презимите нешто Го правевме овој пат горе. Што е сега кај што се движат пожарните возила, го правевме само заради заштита од пожари. Кога се правеше аутопатот долу, ни помогнаа. Како се викаш? Јас сум Димитар Марков. Димитар Марков, од село Негорци, село Негорци, вечети председател на месна заедница, пошто никој не сака заради тоа што не е платена функција. Колку време си председател на Од месна заедница? 96-та, 2007. Секој час. Така. И мене ми бегаш. Хајде, познаеш. Да видиме нагоре како е Бирики. Ти викам, дојде човекот со хамачите и големи. 3 дена работеше и сега се најде. Одлично. Ама не, луѓето не е. Ајде, дојдете да горе па да се види, да се гледа.